Почитувани, не може а да не помине еден ден без скандал на Зоран Заев и на СДС. Јавноста вчера беше шокантен сведок како еден од обвинетите во најголемата антитерористичка акција што воопшто се случила во Република Македонија, Деме Шеху, пред 2 дена од својата келија во казнено-поправниот дом Идризово сподели Facebook статус. Од тука би сакале да поставиме неколку логични прашања. Како обвинетите од диво населје стигнале до мобилен телефон? Кој им дозволил да ги користат и со која цел? Зошто надлежните молчат за ваквите злоупотреби? Ова се прашања кои македонската јавност заслужува и мора да ги знае. Одговорност за ваквите постапки мора да има. Ова пред се е навреда за секој оној кој се бори за правда и за правна држава, а посебно е навреда за сите оние кои ги дадоа своите животи за одбрана на Република Македонија. Симптоматично е дека Зоран Заев најави амнестија токму по посетата на затворот Идризово, каде јавноста можеше да види како се ракува со убијци и со луѓе обвинети за тешки дела. Инаку, сакаме да ја подсетиме јавноста дека Деме Шеху е еден од уапсените во антитерористичката акција од 9 и од 10 мај 2015 година во која загинаа 8 македонски бранители. 8 македонски бранители, припадници на специјалните сили на МВР, а преку 37 беа повредени. Ваквото однесување на партизираните кадри на Зоран Заев и на СДС мора да престане. Да не се обидуваат во ниту еден момент да ги навредат сите оние кои го дадоа животот за Република Македонија. Граѓаните ги гледаат ваквите штетни политики и затоа на 15 октомври тие ќе бидат најстрого казнети. Казната која ќе ги стаса на локалните избори ќе биде увертира во предвремени парламентарни избори на кои граѓаните ќе застанат на патот на оваа расипничка и ненародна власт. Ви благодарам.